Во изминатите 365 дена од раководењето со општина Бутел, градоначалникот Велимир Смилевски реализираше голем број на проекти во сите области. На територија на Бутел изминатата година се реализирани повеќе од 50 проекти, манифестации или настани значајни за жителите на Бутел. Се работеше во делот на инфраструктурата, во делот на образованието и се разбира во делот на културата и културните манифестации. Градежните активности беа забележителни на десетина улици во општина. Темелно се реконструирани улиците 3, со 3 нејзини крака во вкупна должина од 800 метри. Улицата Душко Поповиќ, 2 улици во Радишани, 1 во Љуботенски пат. За реконструкцијата на овие улици од буџетот на општина Бутел обезбедени се 2 милиона и 500 илјади денари. Можеме да се пофалиме, во рок од една година изградивме и реконструиравме 10 улици. Со тоа и оваа улица која што е стара 50 години ја реконструиравме, улицата Душко Поповиќ, но тука не застануваме. Изминатиот период, како што кажав, 10 улици, кои што во секоја населба имавме можност да реконструираме или да изградиме по една нова улица. Се надевам дека во наредната година или во крајот на оваа година ќе започнеме уште 2 улици во селото Радишани, со тоа ќе завршиме еден голем проблем на граѓаните кои што се на нашата територија. Градоначалникот Смилевски додава дека за потребите на граѓаните во тек е изградбата на 6 пешачки патеки, од кои 3 се веќе готови со вкупна вредност од 4 милиони и 300 илјади денари, обезбедени од буџетот на општина Бутел. Ова е едно од повеќето игралишта кои што во текот на оваа година ги изградивме, кои што се надевам дека наредниот период ќе бидат уште повеќе интензивирано изградбата на вакви детски качиња, каде што не само децата и повозрастните ќе си го најдат своето место. Во изминатата година, градоначалникот Смилевски ја потенцираше соработката со град Скопје. Во соработка со градот беше пуштена во употреба новата делница од првата фаза на булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Почна проширувањето на булевар Босна и Херцеговина на потегот од булевар Словенија до крстосницата со Кемал Сейфула. Исто така започна изградбата на атмосферската канализација на улица Александар Ударевски, на потегот од кружниот тек до семафорите, каде се работеше првата фаза, па се до Бутелска, каде се реализира втората фаза. Ја поврзуваме, значи, улица Александар Ударевски со Бутелска, со нова атмосферска канализација и мислам дека ова ќе допринесе многу за жителите на овој дел, со тоа што ја изработуваме во 2 фази. Првата фаза е од кружниот тек до семафорите, а втората фаза од семафорите до трианглата, поточно до знамето. Со тоа, мислам дека градешните активности ќе бидат помалце од 30 на дена. Во моментот работиме 8 дена и воедно и ги замолувам граѓаните на општина Бутел, кои што ја користеа во изминатиот период улицата Александар Ударевски, да ги користат другите алтернативни можности преку улицата Бутелска, преку улицата Натанаел Кучевишки, за да го растеретиме овој дел, за да може побрзо да ги завршиме овие градежни активности. Градоначалникот Смилевски потенцираше дека се работеше и на уличното осветлување во општината, со цел нормално и безбедно да функционира и во ноќните часови. На повеќе локации поставени се неколку десетици нови електрични столбови и канделабри, а обновени се и светилките во дворовите на сите основни училишта и градинките. Поставивме нови канделабри, сменети се стари 34 канделабри, кои што е и поставена цела нова електрична инсталација, затоа што во изминатиот период имавме доста проблеми и дефекти. Се надевам дека ова е стартот на промена на старите канделабри кои што се од 67 и 69 година, со тоа како што обеќавме Бутел ќе го осветлиме, ќе биде убав. Во текот на изминатата година се даде акценти на чистењето во општината, каде покрај тековното одржување се реализираа и 2 есенски и 1 пролетна акција за темелно чистење на општината. Исто така се уште е актуелна и долгорочната акција за собирање на електронски отпад. Во делот на образованието, сите училишта и градинки подготвено ја дочекаа учебната година. Во детските градинки имаше и поголеми градежни зафати. Станува збор за седиштето на детската градинка
градинка 11 октомври и клонот Ташко Караджа во Радишани, во кој темелно беше реновиран одделот за јасли. Во текот на една година, општина Бутел посвети внимание и на повеќе културни манифестации. Треба да се одбележи и проектот со кој се вработија 14 лични асистенти што ќе се грижат за децата со посебни потреби во основните училишта во општина Бутел. Направивме се она што можевме во текот на првата година. Се она што ни остана од ветеното и од програмата, сум сигурен дека во наредната втора година, во мојот прв мандат, ќе бидат завршени и се надевам дека во третата година ќе имаме уште нови проекти за потребите на граѓаните на општина Бутел. Од сите овие реализирани проекти во текот на една година, може да се заклучи дека општина Бутел активно работи на обезбедување подобри услови за живење за сите жители во општината.